Турската владина организација за соработка и координација ТИКА денеска донираше санитетско возило на Прилепската општа болница Борка Талески, опремено според сите најголеми европски стандарди. Болницата во моментов располагала само со 3 санитетски возила, од кои 2 биле стари од 2005-та, според директорот Драган Богоевски. Со ова возило значително ќе се подобрила ситуацијата со транспортот на болните до клиниките во Скопје. Ова возило значително ќе ни помогне во решавањето на проблемот со транспортот на потешко болните пациенти кои имаат потреба од понатамошно лекување во клиниките во Скопје. Располагаме со стар возен парк од санитетски возила со кои во моментов не можеме адекватно да одговориме и обезбедиме адекватен транспорт за пациентите. Во просек имаме околу 30 до 40 транспорти месечно. Во моментов располагаме со 3 санитетски возила, од кои 2 се доста стари, од 2005 година, амортизирани и недоволно опремени. Едно од тие возила е и позајмено од службата за итна медицинска помош од ЈЗО Здравствен дом Прилеп. Истите често остануваат во дефект и се неудобни за транспорт. Имаме едно ново возило санитетско марка Citroen, добро опремено и набавено со сопствени средства во 2018 година. Со новото санитетско возило, донација на ТИКА и владата на Република Турција, значително ќе се подобри транспортот на тешко болните пациенти. Богоевски истакна дека за нормално функционирање на болницата било потребно уште едно санитетско возило, кое што се планирало да се набави со донации од прилепските компании и го повика бизнис секторот од Прилеп да донира за ова возило. Градоначалникот пак Илија Јовановски најави дека освен ова возило, со пари од Турција идната година ќе се реновирало и одделението за трансфузиологија при општата болница во Прилеп. Она што се договоривме со агенцијата ТИКА и со амбасадорката на Република Турција го исполнија час поскоро и побрзо што очекувавме. Сакам да кажам дека чувствувам должност према ова моја здравствена организација, затоа што она што го направивме заедно сите ќе служи на нашите граѓани, како што кажав, на нашите пациенти, а посакувам што помалку да има потреба од тоа. Ова е само еден почеток за здравствената заштита и здравствената помош што ни ја нуди Република Турција. Следниот чекор, како што се договоривме, ќе биде реконструкција и обновување на службата за трансфузиологија, тоа е во планот за идната година. Амбасадорката на Турција во Македонија Тулин Еркалкара потенцираше дека ТИКА досега има реализирано над 1000 проекти во Македонија и најави дека оваа соработка ќе продолжи во иднина. Türkiye çok güçlü. Ми представува големо задоволство што сум жител на држава како Република Турција, која што е јака, која што е значајна. Исто така ми представува чест што ТИКА е една турска организација и која што во Република Северна Македонија од постоењето до денес реализираше околу 1000 проекти. Јас се надевам дека работите, активностите, проектите ќе продолжат и во идниот период со соработка на државните институции во оваа држава и значајните проекти ќе продолжат, бидејќи ние како Република Турција, односно преку организацијата, државната организација ТИКА, реализираме тука многобројни проекти од сите можни области. Секако дека здравството е меѓу најзначајните области, но ТИКА реализираше проекти и продолжува да реализира од образование, земјоделство, култура, инфраструктура и сите можни области што ќе ви текнат. На примопредавањето на возилото присуствуваше и министерот за здравство Венко Филипче.